Јавното обвинителство му наложи на МВР да ја собере целата документација од Зимзолент, за да провери дали ги има сите потребни документи за работа. Ваквата реакција на обвинителството доаѓа откако утврдило дека јавно објавените информации укажуваат дека надлежните инспекцијски органи не постапуваат согласно законските надлежности за отстранување на реквизитите. Основното јавно обвинителство Скопје оформи предмет по допрен глас и веднаш ќе издаде наредба до МВР единица за економски криминал да излезе на терен, да направи увид на лице место и да ја обезбеди целокупната документација за функционирањето на Луна паркот, а со цел да се испитаат евентуални елементи на кривично дело предизвикување општа опасност. Телма веќе објави дека повеќе институции утврдија пропусти во работењето на новогодишниот Луна парк, но никој не го затвора. Вонреден инспекцијски совет е направен по барање на Бирото за јавна безбедност, а во него биле вклучени сите институции. И покрај тоа што во законот пишува дека ако инспекторите утврдат дека постои било каква опасност, треба веднаш да се запечати. До сега ниту една инспекција не го сторила тоа. И денеска и градот Скопје и општина Аеродром ја повторија својата надлежност и дека постапуваат законски. Градот Скопје се амнестира, велејќи дека неговите инспекции утврдиле дека Зимзолент нема дозвола, но надлежна за отстранување општина Аеродром, на која веќе и го посочија тоа. 3 пати имаме пратена инспекција на терен и имаме укажување до општина Аеродром да си постапи нивната градежна инспекција. Не може на кој што ќе му текне и каде ќе му текне во главниот град да поставува реквизити или било каква опрема, ако при тоа за истото нема одобрение за градба. Градоначалникот на Аеродром пак вели дека известувањето од град Скопје не е обврзувачко за нив. Тие го следеле законот според кој треба да поминат 8 денови откако фирмата го примила записникот од инспекцијскиот совет. Инспекторите биле на терен на 10 декември, па најрано кога општината би постапувала е на 18 декември. Фирмата Мега Луна 25 Битола на Панде Димов има намера да работи до 6 јануари, а реквизитите се таму веќе 20 на денови. Собственикот за Телма тврдеше дека ги има сите потребни документи за работење. Изјава не даде, прикажа сертификат за безбедност и известување до Аеродром дека ќе работи на парцела која ја закупил.